Како реагираат Ахмади муслиманите на непристојните цртежи на чесниот пратеник Мухамед салалаху алейхи веселем? Секако, муслиманите низ целиот свет се нападнати од непристојни цртежи што го прикажуваат чесниот пратеник Мухамед салалаху алейхи веселем. Зошто? Затоа што тие цртежи го прикажуваат како личност каква што тој не бил. Тој беше милост за човештвото. Тој имаше љубов, сочувство и милост за сите, без оглед на бојата на нивната кожа, од каде доаѓаат или во што веруваат. Сега, начинот на кој некои муслимани реагираат на овие цртежи е целосно спротивен на учењата на исламот. Како последица од тоа, така наречените муслимани убија невин човек, Самуел Пати, учител од Франција. Тој си ја вршеше работата, не заслужуваше да биде убиен. Ова е целосно спротивно на она што не учи исламот. Чесниот Куран не учи дека убивањето невин човек е како убивање на целото човештво. Муслиманите низ целиот свет исто така ги бојкотираа француските производи и ова беше сосема емотивен одговор. Ова нема ефект на долг рок. Наместо тоа, Ахмади муслиманите одговорија на овие карикатури токму во согласност со она што не учи исламот, што не учи чесниот Куран и по примерот на чесниот пратеник Мухамед салалаху алейхи веселем. Тие одговорија со дови за она што го направил пратеникот. Кога пратеникот бил физички и вербално нападнат, кога отишол во Таиф да им ја пренесе Божјата порака, врз него биле фрлани камења, до таа мера што неговата облека и чевли биле полни со крв. Дали тој на овие луѓе им одговорил со насилство? Не, тој се молел за тие луѓе, се молел со милост за да им биде простено. И тоа е она што го направија Ахмади муслиманите ширум светот. Ахмади муслиманите исто така зборуваа и пишуваа писма до оние луѓе кои имаа моќ, оние со влијание во општеството, затоа што навистина овие луѓе можат да го променат начинот на кој размислува општеството. Нема место за насилство, нема место за борба против огнот. Живееме во време кога нашите зборови се големо оружје во борбата против омразата, насилството и нетолеранцијата.